Општина Крива Паланка е меѓу недобрите примери за тоа како најквалитетно да се искористи она кое што Европа го нуди. Локалните институции, како и бројни други субјекти, можат да се пофалат од и се најдобри во реализацијата на проекти финансирани од Европската Унија. Како што е познато, Крива Паланка, Куманово, Кратово, Ранковце, Старонагоричани и Липково, заедно со општина Дупница од соседна Бугарија, го имплементираат заедничкиот проект, кофинансиран од ИПА програмата за прекугранична соработка на Европската Унија. Наречени сите деца учат заедно преку гранична мрежа на инклузивни училишта заедно, а целта е социјална кохезија и соработка преку создавање меѓугранична мрежа и школска инклузија на децата со посебни потреби. Во основа, напорите се насочени кон тоа, физички да се олесни пристапот на оваа ранлива група до образовните институции, а исто така и преку бројни други активности да се доближи до случувањата во заедницата. Проектот, меѓу другото, опфаќа изградба на пристапни рампи, лифтови и специјални тоалети за ученици со посебни потреби во 7 училишта од 6 општини од регионот. Градежните активности опфатени во проектот го вклучуваат Кривопаланечкото основно општинско училиште Јаким Крчовски, Кумановските Толи Зордумис и Бајрам Шабани, Кочорацин од Кратово, Христијан Тодоровски Карпош во Ранковце, Светозар Марковиќ од Старонагоричане и Дитура во Липково. Градежните работи во училиштето Јаким Крчовски се одвиваат согласно проектот. Во оваа насока поразговаравме со првиот човек на градот Арсенчо Алексовски, а тој истакна и нашата општина ке се потруди да им биде достапна на сограѓаните. Да, ова е проект кој беше добиен минатата година од прекуграничните проекти на кои аплициравме ние како Североисточен плански регион заедно со Бугарија и го добивме овој проект. Се работи за инсталирање на лифтови и рампи за лица со посебни потреби во 6 училишта. Тоа е во Крива Паланка, во Ранковце, во Куманово, Кратово, Младонагоричане и во Липково, така да целиот овој регион добива по еден проект од овие. Проектот еве сега е во фаза на имплементација, почнува да се реализира и во Крива Паланка и во другите општини. Освен инфраструктура, проектната активност опфаќа јавна кампања, како и јакнење на капацитетите на наставниот кадар од училиштата од двата региони на Македонија и Бугарија. Вредноста е безмалку половина милион евра, од кои 286,5 отпаѓаат на носителот, а 212,5 на партнерот. Целните групи се основните училишта, жителите, како институциите кои работат во оваа дејност во меѓуграничниот регион, кој заедно има вкупно околу 230,000 жители. Директни корисници на поволностите од проектот се општините, наставниот кадар и учениците од основните училишта, а крајните се децата со посебни потреби, нивните семејства и професионалниот кадар кој се грижи за нив. Што се однесува до основните активности кои ќе ги опфати проектот, планирано е да се изработи студија за можностите за рехабилитација на луѓето со посебни потреби од двете страни на границата, креирање на интернет страница за потребите на проектот, зајакнување на капацитетите на наставниот кадар во училиштата опфатени со проектот преку обуки и работилници, јавни кампањи за надминување на стереотипите околу луѓето со посебни потреби преку радио и телевизија, како и градежни работи за возможување пристап до и во училиштата со соодветна инфраструктура. Во име на колегите од другите општини, Алексовски нагласи дека на ова поле е потребно сите заедно да се ангажираат. Мислам дека ова на некој начин беше потребно и еве полека да почнуваме и во овој дел да интервенираме. Ова е почеток, да се надеваме дека и понатаму ќе го продолжиме. Сите нови ќе бидат во овој дел направени според законот како што предвидува. Во моментот интервенираме во основното училиште Јаким Крчовски. Ова беше одлична можност првиот човек на градот да потенцира од тие горд што сме меѓу општините со најдобар ефект во однос на проектите реализирани со партнери од Европа. Јас мислам дека еве може со задоволство да кажам дека општина Крива Паланка е на некој начин лидер во овој дел на прекуграничната соработа. Како ние како општина, како установа, така и овие невладини организации кои веќе работат и кои имаат погранични проекти, така наречените меки мерки од проектите. Мислам дека навистина во овој дел луѓето се едуцираат, тоа е добро, овие средства треба да се искористат, овие средства ни се дадени на располагање и треба да ги искористиме. И јас еве би ги пофалил сите оние кои работат на овие проекти, што повеќе да земат учество затоа што овие проекти се добре дојдени за нас. Благодарение на проекти финансирани од Европската Унија, бројни наши целни групи можат да се пофалат со одличен ефект на полето на својот интерес.